Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи. Ако можеш, уште една последна за оваа работна недела. Вечера разговарам со политичкиот аналитичар, теолог и човек со многу јасна и прецизна мисла, господинот Плуми Велио. Добра вечер. Добро вечер. Од кај да почнеме, зашто да се фатиме, господине Велио, толку многу е исполнет периодов со бурни настани, би рекол, просто човек не знае зашто поправо да се фати, го изгласа буџетот во собранието, добро, еден куп пари, ќе се потрошат во наредната година дена, за што треба, се надејаме, а не за што не треба. Оливер Спасовски доби кривична пријава, парничниот министер за внатрешни работи, продолжи судењето за Пулс со многу интересни изјави на дел од обвинетите, меѓу другите и од господинот Шабан Салију, кој тврди дека нема ништо со Пулс. Впрочем, кај нас, кој обвинет рекол да, виновен сум за било што. Меѓутоа, две теми мислам дека се најжешки овој период и би сакал со нив да почнеме. Господине Велио, едната е нешто за кое што јас и вие сме зборувале и повеќе пати и во оваа емисија. Конечно, владата одлучи да го разреши државниот јавен обвинител Љубомир Коцевски. Одлуката е донесена, испратена во собранието. Сега таму има некои процедури кои што повеќе или помалку се јасни, и потоа ќе има гласање и со оглед на фактот каква е констелацијата на силите во собранието, поддршката која што ја има ВМРО од страна на вреди, известно е дека ова ќе се случи. Дали е прекасно или е на време? Добро вечер, благодарам на поканата. Поздрав до сите гледачи. Вака, од дали е благовремена или се доцни. Многу вода потече низ Вардар, од кога требаше Коцевски, не само Коцевски, него и многу други да си заминат од функциите кои што ги имаат. Впрочем, правосудниот систем функционира врз основа на закон. Меѓутоа, се управуваат луѓето. Сега ние не можеме така лесно да го менуваме правосудниот систем, не можеме да го менуваме исто така и законот, меѓутоа луѓето не дека можеме, туку едноставно треба подитно да се разрешат, да си отидат таму каде што им е местото, затоа што јас уште минатата година јасно и недвосмислено имав кажано и кажав и повторно стојам на тој став, дека правосудниот систем во Република Македонија треба коренито да се реорганизира, да се донесат нови суди, способни суди, секоја чест на оние кои навистина се мајстори на својата работа, меѓутоа за жал од она што го гледаме секојдневно што се случува и какви се исходите на сите судски предмети во Република Македонија, слободно можам да потврдам и да кажам дека ние имаме страшно лошо судство, ајде да не речам килаво судство, затоа што ниту еден проблем не е решен, а најмалку е решен проблем што треба да ја задоволи правдата. Ако е решен некој проблем, стално е решен проблемот за некои криминалци во полза на криминалци, во полза на оние што ја уништувале државата, во полза на оние што ги уништувале граѓаните. Но обвинителството е тоа што овдека ја има клучната задача практично, затоа што во нашиот правен систем така се поставени работите, обвинителот е све и свја што велат, односно тоа е тоа што го носи целиот терет на докажување на вината, а често пати, за жал, нашите обвинители, особено по хиерархијска линија, својата работа ја завршуваат. Значи, обвинителството точно е тоа дека обвинителство ја носи цела работа, меѓутоа завршницата ја носат судовите, така да едни без други не можат и тие сте страшно координирани. Ве го спомнавте и случајот со дискотеката Пулс. Пулс, да. Како човек, навистина нема што да се каже.
без разлика дека 63 млади животи згасна и то на многу мизерен нечовечки начин, тие прво ја заслужуваат правдата, а после тоа правдата ја заслужуваат и нивните родители, нивните пријатели, односно сите граѓани на Република Македонија. Меѓутоа, она што во моментот се случува и начинот на кој се случува и начинот на кој се одвива таа судска процедура, мене ми е само, можам да речам дека е страшно една плюс еден поголем удар и уште една поголема болка и верувам дека, јас лично верувам дека исходот ќе биде од сето ова нула. Например, еве би зел еден пример во Турција. Слободно? 21 јануари ова година, значи изгоре еден хотел во едно туристичко место, имаше Болу. многу жртви, да. Имаше 78 жртви. И тоа, тие жртви се жртви, меѓутоа не загинаа како што загина нашите жртви во Македонија, па не само во Пулс, и во Бесатранс, и во модуларната болница, буквално луѓето изгореа живи. А овие се задушија, сепак загинаа. Процесот судскиот во Турција заврши, 11 луѓе, значи газдата, жената му на газдата, керката, зетот и не знам, директори, миректори, добија затворска казна, доживотна затворска казна, односно доживотна затворска затоа што животот им е толку. Затоа што тие буквално добија по 1950 години, значи затворска казна. Тоа е американскиот систем, да, 2000 години па мислам. За секој еден загинат по 25 години. И процесот заврши. Кај нас, за жал, према она што јас го гледам, дај Боже да заврши на страна на правдата, меѓутоа мислам дека вака како што оди, не оди во тој правец. Сигурно нема, брзина и ефикасност сигурно нема. Луѓето што се бранат, да се разбереме, ти имаат право да се бранат, имаат право и на адвокати. Мене не ми се допаѓа оној момент што не знам ги колнат адвокатите сега, вие што да прават? Мора некој да ги брани, таков е законот. Но тие ќе најдат 5 милиони начини како да одговлекуваат затоа што има грешки во обвинението. Родителите се во право. Значи, се во право да бараат правда. Тоа апсолутно никој не може да ги обвинува за ништо. Дали ги колнат, ги напаѓаат адвокатите, и тоа е сосема некоја друга работа, не сите, затоа што адвокатите тоа го работат професионално. Најверојатно, дефинитивно најверојатно, и тие сочувствуваат со родителите, меѓутоа некој мора да работи и таа работа. И јас сум убеден дека и адвокатите се убедени дека ова работа нема да заврши онака како што треба, затоа што кај нас, значи, процедурите, законските постапки, правата на жалби, на одлагање, на ова, еден доволно да, пошто ова групно судење, еден да не дојде на судење, ќе се одложи, па ќе се одложи, и сето тоа ќе заврши. И може до недоглед, така е. Да оди до недоглед. Впрочем, значи, што се случува со Бесатранс? Ништо. Значи, јас имам кажано дека газдата кажа така сакал Господ, значи вината ја префрли на Господ. Најлесно е така. Што се случи со модуларната? Луѓето, значи роднините на загинатите во модуларна пробаа да протестираат еден ден, за 15 минути го завршија протестот. Зошто? Затоа што некој им кажа прекинете со протестот, затоа што и вас ќе ве најде истото што ги најде вашите. Што е неверојатно, да, мислам. Значи, и сега за каква правда зборуваме, за каков правен процес, и на крајот на краиштата носители на правосудниот систем во Република Македонија се точно судиите и обвинителите. Меѓутоа, еве последните денови, значи, кога се работи за плати, кога се работи за надоместоци, кога се работи за не знам какви нивни права, тие се први, значи судските решенија, значи веднаш им завршуваат споровите, кога ја тужат државата, ги судат сопствените судови, им завршуваат, и на обичните вработени во судот, на администрацијата, не можат да си земат и она што како луѓе го заслужуваат, зошто? Затоа што треба да плаќат, значи,
судски трошоци или по судски решенија да им плаќаат на судиите. Значи тоа е Како да кажа. Интересно, Оливер Спасовски е обвинет за едно дело кое што се поврзува со еден од случаите што го спомнавте. Иако не директно, тој практично дозволил неколку месеци според оно што успеав да го видам, да се запре лиценцата на компанијата која што ги проверувала законите кои што дозволувала да се добие лиценца на Беса Транс. Сега, Беса Транс може би тоа дозволил, некој го дозволил, било да е Оливер Спасовски, нека е и татко ми ако треба. Меѓутоа, Беса Транс не престана да работи. После една недела повторно почна да вози со друго име и со друга фирма. Што е исто. И сега само сменете го името. Сега што се случува? Значи, работата е тоа дека кај нас проблемите не се решаваат, едноставно само се одолговлекуваат и тие проблеми утре или задутре ќе донесат уште поголеми проблеми. Да. И тоа е она што нас не плаши сите. 90.000 евра, аз прилика е 5.565.927 денари е против правната имотна корист на овој технички, како се нарекува, субјект, субјект технички за прегледот на лиценцата. Меѓутоа, јас се плашам дека и сето тоа немаше кој знае што да излезе. Јас се плашам искрено, господине Плумивелиу, ние сме најдени во еден круг специфичен во кој што сите сакаме правда, сите сакаме одговорност номинално, владата се обидува да наметне некаков наратив дека тоа е неминовно, меѓутоа со ваков килав правосуден систем тоа едноставно не завршува за некој случај, може би, не велам нешто, но кога се во прашање сериозни играчи, кога се во прашање луѓе со пари и со моќ, речите сигурни дека ќе се извлечат. Вака, паричните казни за мене не се касни. Поготово за ваков тип на луѓе кои располагаат со страшно големи буџети, со многу пари кои најверојатно тие се знаат како се ги заработили, дали на легален или на нелегален начин, меѓутоа тие се во состојба да купат се и да купат секого, за жал. И кај нас судски процеси завршуваат само за нека ми простат, значи, за сиромашни роми, за сиромашни албанци, за сиромашни македонци, кои нема кај да се јават, кои не можат да платат адвокат, кои не можат да подмитат, кои не можат да купат некого, и за нив стално завршуваат процесите, меѓутоа завршуваат на нивна штета. Значи, не во нивна корист. Така да... се разбира, Оливер Спасовски вели дека ова е дефокусирање на јавноста, невине и така натаму, ќе видиме како ќе оди. Еден втор дел во кој што не е замишлен Оливер Спасовски, меѓутоа е СДСМ секако во игра, се обидува да се врати, е така наречената приказна со илегалните емигранти. Многу се подигна бура во јавноста. Се разбира, ние сме чувствително општество на тие работи, не сме навикнати, едноставно кажано. Во времето кога се сеќавам пред 10 години, кога доаѓаа оние бегалци од Сирија, исто така бевме многу возбудени. Потоа се покажа дека тие баш и не сакаат да останат во земјава, напротив, заминуваа веднаш што во првата шанса, меѓутоа сега повторно се отворила приказна дека Велика Британија ќе ни испраќа илегални имигранти од него што не добиваат азил за престој во Велика Британија, би доаѓале овде, па потоа тука би ги носеле не знам каде, или би можеле тука да останат, да се вклопуваат во општеството, нешто што се разбира нас не ни одговара како општество, премногу е мала земјата, премногу е сиромашна за такви екзибиции. Меѓутоа сега имаме еден специфичен момент. Во британските медиуми се појавија неколку информации дека би можело Македонија да биде тој хаб каде што би доаѓале илегалните емигранти што Велика Британија не ги сака. Премиерот лично вели вакво нешто нема да има. Ниту сме го разговарале, ниту ако го разговараме ќе го прифатиме. Тоа е зборот на премиерот, тоа ми е специфичен момент. СДСМ, како опозицијска партија, а и некои медиуми и некои други партии велат не, овие се подготвуваат да примаат емигранти, ајде да правиме онлайн петиција, ајде ќе протестираме. Сега, окей, јас сум за протести, јас сум секогаш за протести. Меѓутоа да протестираме за што?
за луѓе кои што премиерот вели никогаш нема да дојдат, во овој момент ги нема, не ги гледаме и нема да дојдат затоа што логиката на нештата вели кој сака од Сомалија да дојде у Македонија да си го губи времето, сака во Германија да бидеме реални, сака во Франција, не знам, во Велика Британија, меѓутоа ние ќе протестираме. Дали е ова според вас да се фатиме за што било, да го зграбчиме моментот или можеби, не знам, сада си има подобри информации од сите нас? Вака, СДС е партија за која јас давно имам кажано една српска поговорка која вели оде возу кукуруз. Значи, со СДСМ е завршена работата, меѓутоа јас не можам да сватам што тука Венко изиграва, што му е целта, кој му е планот и каде сака да стигне. Јасно и повеќе од јасно е дека ваквото СДСМ со овие луѓе не може да стигне никаде. И сето ова што го прави само точно ова е дефокус. Значи, дефокус од реалните проблеми, значи СДСМ сака да ја дефокусира јавноста од реалните проблеми, што ги има секој ден граѓаните на Република Македонија. Такво нешто не е можно. Прво не е можно затоа што, како што кажавте вие, никој не сака да остане во Македонија. Во никој случај. Никој. Ке би збоци некој ние не сакаме. Ние, меѓутоа голем дел така да, бегат. меѓутоа јас следам она со што се занимава деновиве СДСМ, како и 2016 и 2015 тужибаба, па оди по Европа, се жали, шпионира, вака, така, ова, она. Тоа е модус операнди. Најверојатно повторно посакуваат пржино 2 или пржино 3, јас веќе не знам колку пржина беа. Овие добро, затоа што веќе отворено некои поддржувачи на оваа партија токму за тоа зборуваат. Тоа го сакаат повторно тоа, да донесат повторно некоја катица со еден куп обвинители кои повеќе се занимаваа со нешто друго, да не кажам нешто друго, затоа што одма ќе ми речат ке го тужиме за клевета. Да, денеска е лесно да тужат за клевета, во право. Така да се занимава со сосема други работи, освен со она што треба да се занимават, и јасно видовме како заврши тоа обвинителство, значи деградирање на законското, уставното обвинителство со едно специјално обвинителство управувано од луѓе кои едноставно никогаш во животот не се докажале со ништо. Така да на СДС тому е целта, меѓутоа нашиот народ веќе е свесен, на нашиот народ му се јасни сите работи, тоа го докажа и на парламентарните избори и на локалните избори, така да ова е само губење на време. Едноставно СДСМ се занимава со тоа што мора нешто да кажи сашто. Кога нема што да понудат нешто друго, мора нешто да кажат. Сега ќе се фатат за мигрантите. Прво, јасно и гласно, во Македонија никој не сака да остане, а не сакаме не ние. Условно кажано. Условно кажано, ете така. Па ни заминаа сите. За жал е така, нас не заминаа стотици илјади луѓе и сега ги менуваме со афганистанци. Значи, ни заминаа сите професионалци, значи кадри, кои насекаде низ Европа, низ белиот свет се страшно успешни луѓе, сакате во област на IT сектор, сакате во област на медицина, сакате во Одам на времето кога извезувавме камионџи, да ми прости некој, и предавачи на плескавици. Сега едноставно не извезуваме, него им припремаме кадри, им ги даваме на бакшиш. Еден доктор од прилика 100.000 евра чини да се апсолутно 100.000 евра и без никаков услов едноставно им го даваме на Германија, на Швајцарија, на Шведска, на Англија. Подарок буквално. Ние, значи од нашите пари се школуваат, сакаш средно, сакаш факултет, сакаш специјализација и на крајот денот кога ќе ја земе дипломата дека е специјалист, тој февга го нема, бега во Европа, бега било каде. Зошто? Затоа што наводно таму му биле подобри условите. Воопшто не му се подобри условите таму. Значи нема многу поголема плата, нема многу меѓутоа ете мирене од вакви
ситуации, што веќе и таму не е сјајно. Колку се менуваат работите на вистина веќе се радикално? сменати, меѓутоа ние не сме свесни, поготово политичарите во Македонија не се свесни дека Европа не е она што беше. Не е тоа што беше, колку и да звучи ова чудно. И за Европа, значи, ќе разговараме после завршувањето на војната во Украина. Сега нема што да разговараме затоа што и таа самата не си ја знае главата каде му е. Впрочем, тоа минатата недела еден документ објавен од страна на администрацијата на Трамп е Прилично јасно многу беше, јасно. Во новата стратегија која што ја објавија, стратегијата, значи, не за знаете што национална правите беше. безбедност, значи доволно е да го сватиме она на прво место е Америка. Точка. Значи што ме на прво место Америка, тоа се знае, значи каде одат сите ветришта и каде одат сите војни. Таму се нагласува дека Европа е во опаѓање, дека Русија е во рамнотежа, дека Балканот е во неизвестност, а за НАТО можам да кажам дека јас како го сватив тој документ, НАТО минус НАТО е еднакво на ништо. Затоа што НАТО без Америка, НАТО без Турција е едноставно ништо. А Руте може да зборува колку сака и како сака, меѓутоа Генералниот секретар. Се јави Радмила Шекеринска во меѓувреме, исто така Добре, неговата заменичка кажа нешто, дека се следи состојбата нешто во врска со Украина во ред. Имаат и тие обврски, кога сме веќе на таа тема, морам да ја признам. Да, јас ја прочитав тоа што може да се види од националната стратегија на сад многу брутална кон Европа, на вистина. Не е брутална, меѓутоа реална. брутално искрена. Искрена, Да, искрена. луѓе, вие сте во проблем, вие имате сериозни проблеми Значи, сами со собом, имаше една шега неодамна. да, во Белград Да. еден и тоа битолчанец е тој. Така, Да. да. Оди Имам во проблема хотел. со собом, така, ми не можеме помоќи. Иди код доктора. Да, да, Не могу Иди да код помоќи. доктора. Отприлика таа шега некако им ја кажа, затоа што навистина имам впечаток дека особено во Брисел не се баш на чисто што сакаат. Сега имаат проблеми и со оние афери што излегува поврзани со порнешната министерка за надворешни работи на Европската унија Федерика Могерини. Тоа не знаеме докаде ќе се шири и сето тоа некако како да се обидуваат да го покријат со празни изјави главно, меѓутоа и со цела оваа ситуација Значи околу Европа Украина. дефинитивно го губи идентитетот. Тоа е трагично. Да, Ако го доколку губи сте во право, идентитетот. тоа е трагично. Ние сме Европа, ние сакаме така да се гледаме. Европа буквално ќе биде и цивилизацијски избришана. Затоа што кон тоа оди. Видете, Европа е вештачка творевина, ваква каква што е. Значи, основана Добро, врз знаме за основа на Европската унија, интерес. така е, добро, Врз да. основа на интереси. Значи, врз основа на почетокот, нели, Челико, Ќумуро. И ден денес, например, ирци и шкоци или со велшани не можат да се видат. Не сакат да се видат. Одете во Брисел, значи фламанците и валонците, ако не ги видиш, се фаќаат одма за гуша. Така е, тоа е реално. Каталонците, Ние сакаме шпанците, Шпанија, можеме до беска да го вртиме значи, тоа, да. Зошто? Затоа што Европа како Европа функционира на тој како се нарекува феудален систем. Тие беа феудалци, едно племе ваму, едно племе таму, значи имаше преку 200 племиња и кој едноставно си го штитаа својот интерес, денес со едниот, утре со вториот, задутре со третиот. Меѓутоа, системот, ако еднаш се наруши, повеќе тој систем не можеш да го вратиш никогаш. Ајде врати ја Југославија. Иако некој сакаат, не веќе било. Европа не е она што беше, меѓутоа точно ќе дознаеме од кога ќе заврши војната во Украина, а Америка во овој случај е за брз крај на војната во Америка. Америка не бара никаква победа и не очекува никаква победа во Украина. Меѓутоа и нема да дозволи во континуитет да се поддржува, значи, и бескрајно војната во Украина. Многу е комплексен тој проблем, господине Велиу, нема мислам сомнеш дека е така, прво затоа што се вмешани сите светски играчи, второ затоа што има страшно многу загинати, страшно многу уништување, штетите се немерливи веќе,
пари се во игра, јасно е дека се во пари во игра. Да, меѓутоа проблемот е кој го направи тоа. Пазете се. Значи, после падот на Берлинскиот ѕид, значи, ова беше за очекување и се очекуваше, нели, промотор и носител, мотор на Европската Унија беше Германија. Нели, почнувајќи од Шредер, па Меркел и ајде сега ние останавме со техниката, зошто? Затоа што зелените не притиска да со хемијата да расчистиме, па ги направија фабриките хемиските по Бангладеш, по не знам каде, таму кај што не разбират можеби луѓето ништо, ќе ги труеме нив. И тогаш сватија дека им требаат ресурси. Што ќе правиме? Ајде ќе ја удриме Русија по главата, со чекан. Како? Со Украина ќе го потикнеме ово со Украина, сега не знаат како да излезат од целата ситуација. Штетата е направена на Украина, на украинскиот народ. Таму загина многу луѓе. Зошто велам јас Русија е во рамнотежа? Пазете се. Не држам никаква страна, ничија страна. Јас не би ни требало во војна, мислам. Јас сум реален и реално ги гледам работите и реално сакам да зборувам за работите. Иако многу луѓе, ако за моите размислувања, еве го овај државен непријател број 1 ќе кажат, зошто не знам ваков, не знам тако. Меѓутоа, и према документот на Трамп се гледа дека и Трамп самиот е убеден дека Русија одлично си ја одржува својата рамнотежа. Не дека Европа е моćна и силна Европа, без Америка и без Турција во НАТО, Европа нема никаква моќ. Кој ќе ја застапува или кој ќе застане на страната на НАТО? Македонија, Црна Гора, Албанија, Бугарија. Зашо зборувам? За големи конфликти нема тука. А од друга страна, каде е рамнотежата на Русија? Значи, овие се факти и документи. Значи, 65% од активната војска на Русија во људство, во човештво и во воена опрема е зад Урал. Значи, добро. Кои функционираат таму, 65%. Тоа значи дека во Европа, односно на фронтот во Украина се помалку од 1/3. Ете така, и помалку од 1/3. Така да... Зашто разговараме тоа? Зашто разговараме? Од друга страна, Америка нема никаков интерес веќе во овој конфликт и сака час поскоро да заврши. Зошто? Затоа што Америка ја има Кина, има енергетски проблем, значи таа со Кина не намерава да војува, значи она класична војна, меѓутоа има економска војна која што доправа ке се ресурсите и сега на Америка е битно да од Русија и биде мир на главата. Значи да се посвети таму каде што треба да се посвети. Каде што е круцијално. Каде што е круцијално, посветена е таму, ваму во, ајде така наречениот Блиски Исток, работите се на некој начин средуваат. Еве, некни завчера пред 2-3 дена Турција веќе скроз влезе во Сирија, каде што веќе се воспоставува еден мир. Сега има коментари дека Америка ќе му го сврти грбо на Израел, не е точно, затоа што не е точно затоа што Америка од 48 до ден денес во Израел има точно, значи, бакшиш даден од 318 милиарди долари. Бакшиш даден од 318 милиарди. Меѓутоа, постои една друга ситуација, што најверојатно, затоа и Нетањаху не оди на избори, најверојатно Трамп ќе го откачи Нетањаху. И штом го откачи Нетањаху, таму веќе ситуациите ќе добро, Нетањаху си има сериозни проблеми внатре, не го обвинуваат за злоупотреби разни за... И тој ќе заврши таму кај што треба да заврши. Да, меѓутоа се направија страшни работи, не сомнено, и таа војна некако е како дополнување на ова во Украина за која што зборуваме и по друга гледната страна како се случуваат овие Тајланд и Камбоџа, за нас е тоа многу далеко и многу екзотично речиси, меѓутоа туку така пред некој месец се затепа за некој тамо манастир од не знам кој век, еве сега пак. Туку така, сакам да кажам, војни имало и ќе има, глупости имало и ќе има, меѓутоа некако во последниот период многу ми се случуваат. Тие се незначителни, тие се, значи,
ситуации кои, еве, за да имаме нешто што да кажеме, ќе се подзакараме како децата во малото, значи горна мала, долна мала и се тепаа понекогаш, меѓутоа се завршуваше Па ќе дојде тука. нека голем ќе ги фати Ќе ги за смири. Така е и ситуацијата со тие земји, значи таму нема шанси за посериозна војна, затоа што ако и таму почне посериозна војна, тогаш веќе работите одат на сосема поинаква насока. Но има и една друга ситуација, стално извориште, значи ако вака да направиме една малку по јасна слика. Првата светска војна почна на Балканот, односно во Европа. Втората светска војна исто. Третата во Европа, значи ова е трета светска. Необјавена трета светска војна. Меѓутоа има една ситуација што Балканот веќе за Америка не е сцена на стратешко внимание. Тоа е видливо. Значи тоа е завршена приказна. Балканот за Америка не е веќе точката каде што се кроеше судбината на светот. Сега за Америка Балканот е едно досие кое треба да биде затворено. Досие за кое веќе не смее ни да се дискутира. Досие за кое не смее да се држи во неизвестност. Америка повеќе нема да дозволи да Балканот повторно експлодира. Пришто се сигурен во оваа изјава. Видливо е едно релаксирање, не може да речам релаксирање на односите. Ние сме овде ка едни валкани племиња, се извинувам на изразот, и многу лесно, како што рековте, знаеме да се спречкаме за било што, не дај Боже, како оние во Јужна Америка за фудбал што започнаа војна пред 50 на години. Меѓутоа, видливо е чувството како некако да спласна лошата енергија и сега повеќе, освен ово одржување на власт на некои ликови, се обидуваат да обстанат на власт. Другото сепак е како да здигнавме доста ни од глупости, ајде сега малку да се занимаваме со... Тоа е затоа што едноставно на Балканот се уште после 90-та година навам, после распаѓањето на Југославија, јас ретко можам да посочам некој лидер, без разлика од која балканска држава. Пардон, се работи за ситуација што на површина излегува неизживеани луѓе, простете на зборот копуци, луѓе кои во парламентите по прв пат влегуваа со опинци, пола, значи 90-тите години, пола. Но не излагаа со опинци, господине. Ама да, затоа Балканот е во една ваква состојба во која што е. Затоа што пола пратеници влегуваа со опинци во парламентот. И сега од такви луѓе не можеш да очекуваш ти Сакам да кажа, немаше луѓе од формат, државници. Имаше политичари, ама државници не. Политичари имаше, меѓутоа политичари, дволични политичари, кои денес изигруваат некоја дволичност, а буквално тие се причинители на сите проблеми во Република Македонија поготово. Значи, извор и се уште на сите проблеми во Република Македонија е Уставот на Република Македонија. Дефинитивно. Затоа што Уставот е недоречен, недоискажан во скоро сите области. Зошто? А го менувавме толку пати. А го менувавме, меѓутоа не она што треба. А креатори на Уставот, кои се? Значи, Фрчковски, Владо Поповски и Лазо Китановски. Okay. И сега тие изиграваат, значи, луѓе кои се заинтересирани дека албанците немале права, дека вакви, дека такви, па кој им ги воскрати тие права? Плуми, Драган. 97 година. 91, значи 90-та во Уставот на Република Македонија. А да не зборуваме за случувањата на Битпазар, на Лјадоришта, значи 94-та, па после Мала Речица, па Гостивар, значи има ситуации за... Јас немам коса, инако на луѓето што имат коса, ќе им се крене косата. Така да, и сега мене страшно ме нервира тоа кога некој се појавува некаде и вака зборува, в лице те гледа буквално и те лаже и мисли дека мене овде ми пишува будала. Па на никој не му пишува будала. На никој не му пишува, меѓутоа се надеваат дека е така. Морам овде да ве прашам нешто. Во Сабот Али Ахмети ќе прави протест.
ќе прави се Али Ахмети, нема да го прави Али Ахмети, меѓутоа Дуи ќе прави протест за овие од ОВК што ги судат во Хаг. Зборуваме за ОВК од Косово, не зборуваме од Македонија. Тоа е многу специфичен момент. Значи, Дуи дефинитивно се обидува повторно на таа карта да воскреснува. Мислам дека на плоштадот Скендербек ќе се случува тоа. Интересно, премиерот вели ќе направиме и специјален штаб, практично, кризен штаб кој што ќе треба да следи состојбата, затоа што ќе влегуваат надвор од Македонија луѓе кои што ќе дојдат на тој протест. И дека е многу интересен моментот со Изет Меджити и со Вреди. Тие не учествуваат во протестот како организатори, меѓутоа даваат поддршка. Премиерот вели погрешен потек затоа што тие едноставно мораат да го поддржат во страв да не изгубат поени политички. И веројатно тоа така. Меѓутоа и јас разбирам, албанците имаат, нели, без разлика каде се, тие се заедно и така натаму, тоа е за ценење и за почит, без разлика јас што мислам за целата констелација. Меѓутоа факт е дека ќе се протестира за луѓе кои што се од другата страна на границата, не се протестира за луѓе од тука што ќе одат на судови, него од Приштина. И повторно го имаме оној момент каде што албанските политичари во Македонија се стават во ситуација непријатна и незгодна. Незгодна? Така. Вака сега, вие добро рековте, значи протестот го организира Али Ахмети, не Дуи. Значи, односно, Дуи Али Ахмети. Тоа е едно исто сега практично. Значи, тоа е едно те исто, само друго пакување. Тоа е точно. Значи, и јас пак ќе кажам исто така. Значи, е страшно незгодно за Вреди, за лидерите на Влен, затоа што се поставени помеѓу чекано и наковалната, да така, не знаат што да прават. Инаку, ако се прашаме, секој албанец дефинитивно ќе каже да даваме поддршка. Значи, зошто? Затоа што треба да заврши тој процес, каков и да е. Меѓутоа, албанците во Македонија веќе се многу свесни за желбите на Али Ахмети. Затоа што Хашим Тачи и другите кои се во тој судски процес не се денес во Хаг. Тоа се години, да. Значи, тие се ми се чини од новември 2020 година. Значи 5 години. Значи 5 години. Зошто Али Ахмети, додека беше на власт, додека ја имаше благонаклонетоста на цела меѓународна институција или на сите меѓународни фактори, додека велеше дека нашите пријатели од Калето, нашите пријатели од Франција, нашите пријатели не знам од каде, кога едноставно ја имаше благонаклонетоста, кога ги имаше симпатиите на сите од тој меѓународен или од тој западен или голем свет, зошто тогаш не организираше такви протести за поддршка на овие луѓе за кои ние сметаме дека треба да заврши тоа, да заврши затоа што луѓето на некој начин се бореле за слободата на сопствениот народ. Значи не влегуваме дали биле во право или не. Меѓутоа луѓето и сите во Македонија дефинитивно кога да прашате обичен албанец или било нормален човек ќе рече да ги поддржуваме, значи ја поддржуваме, значи ситуацијата да овие луѓе навистина тој нивни процес кој трае веќе 5 години да заврши. Дали вака или онака, тоа е сосема друга работа. Меѓутоа, точно сега, кога ја изгуби меѓународната поддршка, кога и власта во Македонија, најмногу од се, кога ја изгуби власта во Македонија, затоа што јас во една емисија кажав, направив една споредба со еден војник од Ернест Хемингвеј за кого бијат камбаните во романо, кој со голем ентузијазам отиде да се бори против Франко, и тоа случајно на прв поглед се заљубува во Марија,
Али Ахмети се залюби во Сораја и Добро, ова е добро. И заврши, а сите приказни тука, значи и патриотизмот, и правата на албанците, па и правата на македонците. Не е разочарувачки дека на крајот најчесто така завршува. Така да, јас сум убеден дека протестот, секој има право да одржува протест, Добро, секој има право да организира протест. Иако да нема инциденти, да нема глупости. Меѓутоа, протестите, значи, ниту еден протест не сме да ја загрозува сигурноста на било кој граѓанин на Република Македонија. Апсолутно. Многу ме интересира, сме го зборувале ова, но сепак, што добива Али Ахмети со ова? Ако ви велите, власта е изгубена, тоа е тоа. Вреди, вакви, такви, секакви, не е важно, можеме да им наоѓаме мани до заутре ако сакаме, успеа да се консолидираат, делува дека функционираат окей и со во извршната власт заедно со ВМРО ДПМН и со ЗНАМ, еве се подготвуваат веројатно да се обединат конечно во една партија, иако прашањето е кој ќе биде тука главниот, некој мора да биде главен, меѓутоа се чини дека е најистакнат. И во таква констелација толку дуи не може. Еве самото прашање. Ќе го реизберат, најавено е дека ќе биде реизбран Али Ахмети за претседател на ДУИ. Мислам, чему сакав да речам, па мислам за српскиот збор. Човекот има доволно години и доволно политички бекграунд да си оди. Едноставно да рече, окей, луѓе, фала беше да си оди да живее кај сака, дали во Зајас, дали во Индија, исто му се фаќа. Тие велат, не, ќе го реизбереме, нема никаков проблем. Без него не се може. Ова не е Тито, ми се чини, не. Значи, вака. ДУИ без Али Ахмети нема. Мислите дека воопшто нема смисла партијата без него? Нема смисла затоа што луѓето кои се околу него ќе се распаднат за една минута. Значи нема да. Тоа значи дека единственото врзивно ткиво за вас е Али Ахмети. Единственото врзно ткиво и тоа врзно ткиво во смисол на интереси и ништо друго. Значи никој во ДУИ се докажа, значи не е заради идеологија. ДУИ идеологијата ја заврши уште со случајот Телеком, Манав и како беа тие. Значи тука се докажа се што се случува и која е идеологијата на ДУИ. Така да, сега единствениот интерес на Али Ахмети е да си го задоволи собственото его, дека јас сум во Македонија тој што најголем фактор, тој што одлучува. Јас ги застапувам интересите на албанците, што за мене не е воопшто точно, затоа што не знам, по нашата генерација се сеќава на владењето на ВМРО и ДПА 98 2000 Да, 2001 веќе беше војната. Значи 98-2000 ДПА тогаш успеа без војна, без рамковен договор, без ова, без она, да ги вклучи албанците кои, значи, секако беа интелектуалци, луѓе кои завршиле училишта, не купиле, во сите сегменти на секојдневниот живот и на институционалниот живот на Република Македонија. Еден Армен Џафери, кого го нарекува за ваков или онаков, еден Мендух Тачи, кого го нарекуваат секако, меѓутоа тие луѓе успеа да во тој период кога немаше ништо и после една многу силна власт на СДС и на ПДП. ПДП беше во власт, значи од 90 до 98, меѓутоа, освен личните интереси на неколку министри, значи не направи ништо. Тие сега можат да кажуваат, значи ние бевме вакви, ние бевме такви, на крајот на денот се гледаат резултатите. Во мемуарите се што може да ставите така. Меѓутоа, власта на ДПА 98-2000 години, па ние во Битола само имавме 7 директори албанци. Директори, раководители, значи 7. Но ДПА не го издржа тестот на времето објективно. Молим? ДПА не го издржа тестот на времето. Не дека не го издржа тестот, не го издржа ни ДПА, не го издржа ни НДП, не го издржа ни ПДП, затоа што 2002 значи се формира ДУИ како партија, како една еуфорија, како една револуција национална, да кажеме, и сите луѓе
Значи сите 99% од интелектуалци, од обични граѓани пристапија кон ДУИ. Јас сум единствен член на основачко собрание на ДУИ од Битола. Навистина? Во Тетово, да. Меѓутоа за месец дена Па прилично брзо сте сватиле што е што. Еден месец издржавте? Па сватив затоа што ми го закача ножов грб и сватив, значи Добро, за еден месец. За еден месец. Ова е за еден месец затоа што јас инсистирав да огранок на ДУИ се формира во Битола, меѓутоа од луѓе кои немаа храброст да се носат со тоа во Битола, нели знаете 2001-2002 што се случуваше, и отидоа формира пелагониски огранок со седиште во село Житоше. Во Житоше? Да. Значи не во Битола, не во Прилеп, и тука беше она што... Во Житоше? Да. Да. Така да, на тој начин функционираше се и јас веднаш сватив што е работата и како е работата и така да. Останува уште... И си велам фала на Бога. Веројатно на крајот така ќе излезе, сосема за крајот на оваа емисија морам да ви спомнам, ДУИ можеби ги изгуби и пологите на власта, але Ахмети се обидува со старите трикови да придобие нешто на своја страна, меѓутоа на едно место, ке се согласите или не, се уште има многу силно влијание. Да, не само таму. Се уште не само таму. Значи, ДУИ е на власт во исламска верска заедница. На тоа мислев. ДУИ е на власт во правосудниот систем на државата, значи и во обвинителство и во судство. ДУИ е на власт во Тетовски универзитет и сега ја изгуби само со овие избори локалните, ја изгуби власта што имаше во Скопје. Меѓутоа, исламска заедница со ваква една структура, што е со ваков еден човек што ја води, јас пред 2 недели имав напишано еден текст, дали ИВЗ е виновна за неодносите со Саудиска Арабија. Значи, исламска верска заедница во октомври направи голем скандал со Саудиска Арабија, така да не сум информиран. Така да амбасадорот на Саудиска Арабија со седиште во Тирана, кој е задолжен за Македонија, подитно дојде на состанок со Африм Гаши, председател на собрание, па после го повикаа поглаваро на ИВЗ во Тирана, го малку манаа по уши и човекот... на како некој ќе може што се случи точно, не? Па, исламска заедница, значи, никогаш не... Во последните 3 години, значи, од кога почна војната во Газа, значи, овај, затоа што таму војната е од 48 наваму, значи, не кажа ниту еден збор, и сега во последниот број на неделниот, месечниот часопис или ревија, како се вика, на Хана Ере, напишаа текст до ослободувањето на Палестина. Меѓутоа во текстот натре, значи, страшни напади врз Саудиска Арабија, дека Саудиска Арабија е ционистичка творевина, дека Саудиска Арабија е под команда на Америка, дека Америка работи за Израел, дека саудиците работат за Израел. Што се силни зборови, мора да признаеме. Напади од сите страни, меѓутоа после 3 години, и кога дознаа овие од Саудиска Арабија амбасадата, овие веднаш го повлекоа од продажба тој часопис, меѓутоа нешто што ќе излезе, нешто што ќе излезе, и затоа Македонија, сметаме ние дека Македонија и не беше повикана на 9-тиот самит или 9-та конференција Future Investment Initiative во Ријад. Што е штета со оглед на тоа какви пари имаат тие таму. Значи, јас ќе ви кажам, значи таа иницијатива за идни инвестиции, која минатата година, значи, подели 70 милиарди долари. За една година? За една година, минатата година. Меѓутоа, сите од околните држави, значи и Еди Рама, и Румен Радев, и Вјоса Османи, сите беа таму присутни, и Вјоса Османи се врати со најголема придобивка, затоа што доби признавање на Косово уште од една држава. А ние едноставно останавме така, зошто? Затоа што некој не знаел што да прави и на крајот по наредба, наводно, се така се правдаат, пазете, ја доведуваат во неизвестна ситуација и америчката амбасада, кого го разрешија
авторот на текстот, Фидуш Ибраими, кој е главен уредник на часописот, зошто добиле наредба наводно од некаде за да го разрешат. Меѓутоа, прво, поглаварот е тој што дава одобрение нешто да излезе во печат да оди или особено да не, на таква тема. на таква тема. Второ, во редакцијата има уште тројца муфтии, има генерален секретар, има двајца директори, има шеф на кабинет. Значи, зошто за нив да нема одговорност, а да има одговорност за некој што некој му наредил да напише таква работа. Значи, жртвено јагне сакате да кажете? Жртвено јагне и стално наоѓа такви жртвени јагниња. Меѓутоа, најверојатно, ова за многу брзо ќе му се удри од глава и ќе мора да плати за сите злодела што ги има направено кон верниците, кон муслиманите и кон самата исламска верска заедница. Затоа што исламската верска заедница и како сите други верски заедници во државата треба да имаат страшно добра и позитивна улога, а не негативна улога. Плуми Вевлију, благодарам за вечерашното гостување. Фала на поканата. Се разбира. Поштовни гледачи, тоа беше се за вечерва, се за оваа работна недела. Верувам дека уживавте во разговорот со Плуми Вевлију. Утре во 15 часот се разбира и репризното издание. Јас ви се кажувам нова седба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.